Кои се предностите на животното осигурување? Што добиваат граѓаните кога животот им е осигуран? Која е минималната сума која што треба да издвојат? Разговараме со председателот на управниот одбор на Винер Лајф осигурување Дарко Дедич. Господине Дедич, добро дојдовте во емисијата Финсайт. Благодарам на поканата и што ми дадовте можност да презентирам животното осигурување во Република Македонија. Ви благодарам. И сега за почеток, може ли да не кажете кои се предностите, односно што се опфаќа животното осигурување? Производот за животно осигурување во однос на нивната намена, нивните перформанси и карактеристиките што ги имаат може да се групираат во различните групи. Меѓутоа, главен фокус ќе дадам на она што најмногу се купува во Република Македонија, групата на производи на животно осигурување кои што се наменети да имаат финансиска заштита на клиентите и исто време да овозможат и заштеда. Живееме во динамично време и секојдневно сме изложени на голем број ризици и мораме да се научиме активно да размислуваме како да се справуваме со ризиците. Токму една од главните функции на полисите за животно осигурување е да обезбедат финансиска заштита доколку се случи некој од несаканите ризици. Полисите за животно осигурување, кога збориме за финансиска заштита, главна цел им е да не обезбедат, односно да не овозможат финансиска заштита доколку се случи несакана случка, смрт, тешка болест, операција. И во тој случај, осигурителната компанија ја исплаќа цената која што е договорена со осигурителната полиса и овозможува финансиска заштита, односно сигурност на наследниците на имателот на полисата за животно осигурување. Покрај оваа цел, втора работа која што нудат полисите за животно осигурување е и заштеда. Полисите за животно осигурување вообичаено се случуваат на подолг рок и со континуирана уплатата на премија на полисите за животно осигурување, оваа заштеда, која што се собира во период од 10 на 15 години, е доволно значајна да при истекот на полисата, имателот на полисата има акумулирано значајен износ на средства кои што потоа може да ги искористи согласно неговите потреби. Сега, може ли прво за постапката да ни кажете, еве, сакам да си го осигурам животот, што треба да направам, а на која е рочноста, дали треба јас да се одберам на колку години ќе уплаќам и што ќе добијам доколку настане некој несакан случај? Генерално, полисите за животно осигурување се долгорочен производ. За да можеме да излеземе во пресвит на сите барања и потреби на клиентите, се трудиме да можеме да направиме во полисите што поголема флексибилност, односно клиентот да може сам да учествува во креирање на производот за животното осигурување. Така да, оставено е на клиентот да одбере сите параметри кои што му одговараат при склучување на животната полиса. Клиентот бира колку сака да биде осигурен, односно за колку пари да купи финансиски ризик, колку сака да заштеди, и врз основа на тоа се утврдува и траењето на полисата за животното осигурување. Просечното траење на полиса за животно осигурување на ниво на пазарот не е обезбедена статистика, меѓутоа можам да ви кажам во Винер Лајф дека е 18 години. Меѓутоа, кога ја земеме целата палета на производи, тогаш имаме полиси што траат од 3 години до 30 години. Со цел да се обезбеди соодветна заштита, односно поголем износ на исплата доколку не дај Боже се случи несакан настан, клиентите вообичаено бираат полиси кои што траат помеѓу 15 и 20 години. Износот кој што ќе се плати може да биде месечно, полугодишно, годишно, квартално и тоа оставаме клиентот сам да го избере во зависност од динамиката на финансиските преливи кои што има во домаќинството. И која е таа минимална сума која што треба граѓанинот да издвои? Сите компании во креирање на своите производи дефинираат некои минимални суми, кои што се тотално нерелевантни, затоа што сепак оставаме клиентот да избере колку може да плати, односно кои му се преференциите и што сака да постигне со полисата за животно осигурување. Доколку сака поголема сума на осигурување, доколку сака да штеди, во тој случај бира подолг рок и поголем износ на уплата. Доколку му е потребна краткорочна финансиска заштита за краток временски период, во тој случај премијата што ја плаќа е помала. Пред малку напоменав дека премиите може да се плаќаат во различни динамики од годишно до месечно, оставаме на клиентот да избере, и она што се смета за некој минимум за да се добие некаков осигурен износ, се движи во рамките околу 1500 денари,
максимумот не е ограничен и не би коментирал за тоа што тие знаат да бидат субстанцијално поголеми. Така, може да не откриете која е максималната сума која што клиент ја има уплатено и која е најголемата одштета која што ја имате исплатено до сега? Портфолиото веќе за 15 години значително не е зголемено, не се сеќавам на сите уплати што се случиле, меѓутоа најголемата поединечна уплата, станува збор за специфична полиса со еднократна уплата на премија, се движи негде као околу 6 милиона денари. Најголемата исплата односна штета ни се движи некаде околу 6 милиона и 500 илјади денари, а најголемата осигурена сума која што потенцијално би требало да ја исплатиме доколку клиентот почине во Winner Life беше 62 милиона денари. Ја исплативте? А за среќа на клиентот, секој за среќа на осигурителната компанија све беше во ред и немаше потреба да се исплати таа осигурена сума. Така, македонски или странски држави? Македонски држави. Македонски? Законот ни е таков да во Македонија, во македонските осигурителни компании смеат да се осигуруваат само македонски граѓани. А што доколку клиентот нема пари, еве склучи договор секој месец да уплаќа, меѓутоа остане без работа и нема пари, дали автоматски ја губи полисата? Многу интересно прашање и не толку често дискутирано во јавноста. Постои некоја табу тема дека доколку не уплатиш една раса, полисата веднаш прекинува. Пред се би сакал да кажам дека најголем дел од полисата за животно осигурување имаат минимален период во кој што треба да се исплатат премиите за осигурување, доколку не се исплатат во тој период, тогаш престануваат сите права и обврски по полисата. Меѓутоа, и во тој минимален период, пошто станува збор за долгорочен производ, осигурителните компании се флексибилни и оставаат одреден период на доцење, точно поради финансиски проблеми кои што може да ги има клиентот или динамиката на плаќање му наложува некој друг приоритет да плати, така да дефинитивно се остава период на чекање пред да осигурителната компанија превземе мерки. Многу интересно што се случува после тој минимален период, доколку се отплати тој минимален период кој што во зависност од полисата е од 1 до 3 години. Во тој случај доколку престане клиентот со уплата, полисата не престанува, туку се замрзнува и останува на тоа што е до тогаш уплатено. И клиентот има две опции. После извесен период да ја реактивира, односно да си ги плати за останатите рати и полисата продолжува со сите права и обврски како што е на почеток случена, или да побара откуп на средствата и во тој случај му се исплаќаат назад дел од средствата кои веќе ги има уплатено. Значи не ги губи средствата, туку и во тој период, иако не ја дотерал полисата до крај, он веќе има одредена заштита која што може да си ја побара назад и осигурителната компанија е должна да му исплати. А што доколку клиентот еве има стамбен кредит или некој друг вид на кредит, има и животно осигурување. Доколку настане смрт на клиентот? Тоа се релативно понови осигурителни кредити, кои што осигурителните компании ги дизајнира специфично и исклучиво за соработка со банкарскиот сектор. Во главном тоа се кредити каде што немаат штедна функција, меѓутоа осигурителната компанија го превзема ризикот од несакан настан и доколку на клиентот, не дај Боже, му се случи несакан настан, осигурителната компанија е должна да го исплати неисплатениот дел на кредитот на банката без да остава никакви дополнителни финансиски товари на наследниците на имателот на кредитот и на полисата за животно осигурување. Така. Освен осигурување на животот, веќе споменавте и кои други ги опфаќа ова инвалидност, што опфаќа друго? Да, основната цел на полисата за животно осигурување секако е осигурувањето на живот, меѓутоа покрај осигурувањето на живот може да се склучат и дополнителни осигурувања кои што опфаќаат дополнителни ризици со кои што ние секојдневно се среќаваме, сакале за нив да зборуваме или не. Во главном може да се додадат дополнителни осигурувања од инвалидност, односно доколку настане повреда која остава траен негативен ефект на телото на човекот, може да се осигуруваат дополнително нашите клиенти од тешки болести. Тоа се листа на тешки болести кои секој оставаат траги на здравјето на човекот и може да се осигуруваат дури и од операции,
односно во случај да настане потреба од операција, осигурителната компанија го исплаќа соодветниот износ во зависност од видот на операција. Така, во целост ја покрива или соодветен дел само? Постојат различни видови опции, во некои случаи осигурителната компанија во целост ја покрива, меѓутоа во одредени случаи има фиксни износи кои што воглавном соодветствуваат со цените на здравствените услуги во приватниот здравствен сектор во Македонија. Так. Сега споменавте покрај осигурување и инвестициско портфолио, односно штедење. Се одлучуваат граѓаните на ова и што ќе значи? Полисите за животно осигурање со инвестициско портфолио, односно популарно кажаните unit-link производи, во Македонија првпат ги воведе Winner Life во 2015 година и бивме пионери во овој вид на осигурување. Денеска може да кажам дека се доминантен начин на осигурување во Македонија и за нас беше задоволство, меѓутоа изненадување колку добро беа прифатени од генералната јавност. За разлика од класичното осигурување, мешовито осигурување како што го викаме, каде што средствата на клиентите вообичаено се вложуваат во државни обврзници, депозити, каде што е однапред утврдена цената, односно износот кој што ќе се плати по истокот на осигурување, овдека средствата на клиентите се вложуваат во инвестициски фондови, поедноставно кажано акции кои што ги купуваат инвестициските фондови и носи можност за поголема добивка при истекот на осигурување. Секако станува збор за акции и клиентите треба да се свесни дека можноста за поголема добивка носи и поголем ризик со оглед на флуктуацијата на акциите во одредени временски периоди на трајање, меѓутоа кога станува збор за 15 годишно трајање на полисата, во тој случај, во најголем број случаи, добивката е значајно поголема отколку кај класичното животно осигурување. И во кои акции се вложува? Задача на осигурителната компанија е да избере стабилен партнер и стабилен фонд каде што ќе ги вложува средствата, а фондот одлучува потоа во кои акции ги вложува средствата. Воглавном се трудиме, кога ги избираме фондовите, да избереме фонд кој што го нема максималниот ризик, каде што потенцијалната добивка е најголема, меѓутоа и ризикот е најголем, така да сакаме да избалансираме клиентите да добијат малце поголема добивка, меѓутоа сепак да има балансиран ризик. Така. И колку е приносот? Ако е во државни карти и државни обврзници, е загарантирана сумата, не можат клиентите да ја изгубат, меѓутоа е ниска каматата, односно приносот што ќе го добијат. Во вакви малку поризични, претпоставувам дека двојно или тројно добиваат повеќе. Иницијално ние почнавме соработката со ВФЛП, како Друштво за управување со инвестициски фондови во 2015 година. И ако земе просек од 2015 до 2025 година, просечниот принос на инвестицискиот фонд на ВФЛП изнесува некаде околу 9%, што е значајно повеќе отколку да се вложуваат парите во банкарски депозити или во други финансиски инструменти. Ги знаат ли граѓаните поволностите на животното осигурување? Колкав процент купуваат полиси за животно осигурување? Се уште финансиската писменост не е на задоволително ниво. Односно, ако збориме за класичните производи за животно осигурање, и овој unit-link што го кажавме, не повеќе од 5 до 6% од вкупното население во Македонија има полиси за животно осигурување. Бројката е ниска, меѓутоа трендот е позитивен, затоа што кога ние го почнавме овој бизнис, само 2% од населението има полиси за животно осигурување. Туку го вклучиме и претходно спомнато банка осигурување, каде што и кредитите се животно осигурување, во тој случај бројот на население кое што има животно осигурување се зголемува некаде над 15%, што е добар тренд, меѓутоа се уште заостануваме како пенетрација на животното осигурување во однос на поразвиените земји во Европа. Како се движи таму процентот? Веќе ќе ви кажам, Winner Life е дел од Vienna Insurance Group како австријска групација, најголема австријска групација и како пример ќе ја земам баш за тоа Австрија. Во Австрија има поголем број на полиси за животно осигурување од население, значи секој граѓанин има повеќе од една полиса. Кај нас е можно тоа? Ама се уште го нема, Се претпоставам. надеваме дека е можно и работиме и ние и регулаторот и сите заедно да ја зголемиме оваа бројка, меѓутоа ќе треба одреден временски период за да
се стигна до таа бројка, сепак кажувам дека трендот е позитивен и секоја година се повеќе луѓе го прифаќаат животно осигурување како начин на справување со ризиците и начин на идна заштита. И што треба да се зголеми свесноста кај граѓаните, регулативата или поголема писменост, едноставно поголема едукација? Од све помалку. Регулаторот и сега веќе превзема некакви акции за да ја зголеми финанската писменост на осигурителните компании, меѓутоа на населението. Меѓутоа, мислам дека финанската писменост ќе треба повеќе да се зголемува уште од раните денови, односно да влезе во образовниот процес од порани денови. Не зборам само за финанска писменост во рамките на осигурителната дејност, меѓутоа генералната финанска писменост. А исто така и осигурителните компании треба да поработат. Ние заедно со нашите конкуренти мораме да поработиме на зголемување на финанската писменост, која што е генерално бенефит не само за осигурителниот сектор, туку и за населението. Имате до крајот на годината некои планови, некои очекувања? Некои продукти? Повторно, работиме во австрийска групација и плановите ни се секогаш за период од 3 до 5 години. Не сакаме да имаме изненадување, така да сакаме еднината да си ја планираме и да се справуваме со ризиците кои што следат пред нас. Така да не само што им кажуваме на клиентите дека мора да водат сметка за ризиците, туку и ние сме свесни и се водиме. Да, планираме неколку нови производи и планираме дополнително усовршување, односно дигитализирање на продолжување на континуитетот на дигитализација на работењето, се со цел да го направиме осигурителниот производ поприфатлив, подостаплив за нашите клиенти и да им овозможиме поголема флексибилност на клиентите. Господине Дедич, ви благодарам на интервјуто. Благодарам.